за инженерството. Зошто една од, можеби со сигурност, најбараните, најплатените професии во странство не е толку атрактивна за младите во земјава. Разговараме и анализираме во продолжение со професорката Христина Спасевска, инаку председател на Инженерската институција на Македонија. Не сакав да го сгрешам. Да, добро утро, професорке. Добро утро и благодарам за поканата. Се разбира, секогаш е убаво да слушнеме и малку од академската фела, кога станува збор за едно вакво поделикатно прашање за кое што сме свесни, го гледаме во општеството дека постои, но во суштина каде вие го лоцирате проблемот? Зошто за младите не е толку кај нас во Македонија атрактивна оваа професија? Не дека инженерството не е атрактивна професија, но некако младите прагматично носат одлука повеќе да се сега фокусираат на IT технологиите, каде што реално примањата и во земјата и во странството се многу поголеми. Можеби и ние како академска фела, но и воопшто општествената заедница треба да ги поттикнува младите да ги студираат и другите инженерски дисциплини, како што е градежништвото, електротехниката и така натаму, затоа што реално нашата држава во периодот што следи ќе има навистина потреба од овие кадри. Она што стои тука е дека во државата и во Државниот завод за статистика, но и секоја година според анализите колку студенти идни се запишале на факултетите, стои вака дека имаме недостиг од инженерски кадар, тоа е така секоја година, но особено од добар професионален кадар со овластување. Што значи тоа? Значи, нашите инженери, за да работат на проекти, мора да бидат членови на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Значи, таа е организација која е формирана согласно Законот за градба и реално во наплив на нови инвестиции во државата многу е значајно да ги имаме овој тип на инженери кои ќе бидат овластени и кои ќе можат да се вклучат во проектите. Годинава по 20-ти јубилеен пат ќе се додели инженерски прстен. Тоа е едно многу убаво и значајно признание. Ќе објасниме за каков тип на признание станува збор и всушност кој го има добиено тоа признание? Кој може да го добие тоа признание? Така, значи Инженерската институција на Македонија сега прво сама, а потоа заедно со Комората на овластени архитекти и овластени инженери веќе оваа година по 20-ти пат ќе го додели престижното признание и многу уникатно не само во земјата, туку и подалеку. Тоа е инженерскиот прстен на најдобрите дипломирани инженери во дадена генерација. Значи, зборуваме сега за оваа генерација. Добра. Секоја година доделуваме по 12 инженерски признанија. Покровител на овој настан од почетокот и на ова признание е секогаш председателот на нашата држава. Колку имаме досега? Досега имаме 212 добитници со овогодинешните заедно. А кај се тие? Кај се тие инженери? Тука ли се во државата или се по светот? Вака, водиме редовна статистика каде ни се младите инженери добитници на прстен. Некаде 1/40 од тие работат на нашите универзитети и се исклучително квалитетни професори кои постигнуваат врвни научни резултати. Кои обучуваат иден кадар? Секако. Пренесуваат знаење. Така. Но? Дел од нив се во странство. Тие што се во странство работат и во академската средина, во истражувачките центри, но и како инженери во компаниите, а дел работат во нашите компании. Овие, многу мал дел, веројатно, во компаниите. Една третина, така некако во бројки ни е статистиката околу овие добитници. Ние организиравме 3 настани посебно со млади, односно со добитниците кои останале во академската средина, со добитниците кои се инженери во нашата држава и за овие во странство. Так. И реално собравме многу податоци кои ќе ни помогнат да креираме политики во инженерството понатаму. Како да ги задржиме, професорке, младите во Македонија? Од оваа фела зборуваме. Так. Не, општо земено си имаме проблем, туку сега конкретно за фелава.
Знаете, која што е најпотребна и дефицитарна, и ако погледнете во работни места, број 1 е секогаш дефицитарна. Да, инженерството. Знаете, не е секогаш високата плата причина младите да решат да одат во странство, во развиените земји. Некогаш е многу значајно во тој период кога тие создават семејство, кога ја етаблираат својата кариера, да се чувствуваат сигурни во земјата. Значи да нема континуирани политички, обштествени турбуленции кои влијаат на нив. Секако и квалитетното образование е многу значајно. Може би тука, затоа што УКИМ не е на листата, на Шангајската листа во првите 1000, така може и тоа да се има дополнително влијание? Токму напротив. Нашите млади се многу барани во странство, токму заради квалитетното образование кое е испорачано. Многу лесно се сноѓаат во другите земји и како инженери, а потоа и како научници. УКИМ на Шангајската листа е тема на која навистина треба да и посветиме многу внимание. Би сакала вашето мислење да го слушнам, со оглед на, ајде, потоа ќе идем и со другото прашање, но кој е вашето мислење? Може тоа да се, може да се промени. Веројатно сигурно може, но кој е начинот на кој што може? Значи, ова е процес. Ние ако мислиме дека можеме УКИМ да го ставиме во 1000 топ универзитети на Шангајската листа за година или за 2 е многу тешко, затоа што постигнувањето на врвни резултати, особено затоа што како мала земја немаме нобеловци, оди многу поспоро. Што треба да направиме? Значи, ние како универзитет прво треба да направиме наша внатрешна реорганизација на активностите за да ја зголемиме нашата видливост, која е многу значајна при рангирањето. Голема поддршка на научно-истражувачкиот кадар кој постигнува врвни научни резултати, а не се малку на нашиот универзитет. Како потик, веројатно. И како потик и овозможување услови за таа научна истражувачка работа, која секако мора да биде поврзана со меѓународни истражувачки центри, со квалитетни меѓународни истражувачки центри, затоа што реално ние сме мала држава. Елитната наука е секогаш во големите научно-истражувачки центри и она што е многу битно, што секогаш го нагласуваме, континуирана и одржлива поддршка од државата за научно-истражувачка работа. И сега ова ве прашав во контекст на следното прашање, дека веќе во академската фила се зборува за вашата кандидатура за ректор. На УКИМ. На УКИМ, така. Конкурсот излезе оваа недела, оглас. Ке се кандидират? Убаво е да се види жена пред се на таа функција. Знаете зошто? Затоа што велат дека, вака велат, ако сакате да ви се заврши некоја работа, тогаш ангажирајте жена. Благодарам, вака на овој комплимент. Реално, конкурсот трае до 2 мај. Јас најверојатно ќе се кандидирам од позиција проректор за настава на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и како сегашен професор на Факултетот за електротехника и информацијски технологии, кој представува еден од најелитните факултети не само во земјата и во странство. Ги знам состојбите во УКИМ. Тоа сакав да ве прашам. Ги знаете состојбите? Некако, може би, и од една страна разбирам професорите кои ќе кажат јавноста само критикува, а не знаат што се случува внатре. Го разбирам затоа што во секоја област постои тоа. Но како човек кој што ги познава работите, но ги знае и од другата страна барањата на студентите. Која ќе биде вашата цел? Размислувате сигурно за програма, за цели, за насоки? Веќе ја пишуваме програмата, веќе од вчера пратив порака до сите мои колеги на универзитетот да дадат придонес во креирањето на мојата програма. Од идната недела тоа ќе го направиме и со нашите студенти, затоа што они се затоа што се они цел на овие активности, нели за нив го правиме, кои ќе бидат основните цели? Квалитетно образование, тоа е исклучителна поддршка и правење услови за добивање на меѓународни проекти. Затоа што ние бараме поддршката, националната поддршка, но сепак големите фондови и меѓународни проекти се многу значени за елитна наука и едноставно европското образование да го донесеме дома.
би сакала професор Кеве како некој кој што и се дообразува во моментот, никогаш не е доцна да доколку сакате да инвестирате во себе. Би сакала еве чисто како предлог да ви дадам, дали можеби планирате да разговарате со стопанските субјекти, можеби доколку на студентите при завршување на факултетот им се гарантира вработување и нема да биде толкова желбата да се патува, да се оди во странство, ајде нема да кажам да се иселуваат, туку да се пробат и да се видат други можности. Секако во овој процес на пишување на мојата предлог програма за работа ќе бидат консултирани сите чинители, особено стопанските комори со кои реално како председател на инженерската институција на Македонија веќе имам континуирана соработка. Ние правиме многу и сега. Спојувањето помеѓу студентите да одат и компаниите, со тоа што студентите ќе одат на пракса во компаниите. И на тој начин ќе увидат дали таа работа таму на нив им одговара. А и компаниите од друга страна да видат дали навистина тој студент, односно тој практикант може да се вклопи во нивните компаниски процеси, да ги кажеме, е многу значено. И оно што е најзначајно, компаниите некогаш не сакат готов производ. Се повеќе трендовите во светот е креирање на базично универзитетско знаење, кое е сигурно подкрепено со вештини и знаења во пракса, мислите? Во пракса, да. Значи, тоа е дополнително кое реално компаниите, за тоа ни требаат нашите компании. И можеби ќе се промени мнението, како што велите сакаат готов спремен кадар, можеби во тој контекст ќе се промени мнението и нема да имаме толку потреба од увезување на работници, ќе си имаме наши. Но компаниите треба да ни пружат рака и она што е најзначајно да ги стипендираат нашите студенти. Само така ќе можеме да ги задржиме. Така убаво го кажавте тоа, да. Да е едно од клучните проблеми, може да кажеме, да, и да се улесни на родителите дополнително, да. Многу ми е драго што слушам дека ќе се кандидирате. Навистина очекувам да видам предлози кои што навистина се конкретни решавање на проблеми и драго ми е што слушам дека и студентите, освен фелата, се разбери студентите ги вклучуваат. Ви благодарам еве за убавите желби. Па ќе се гледаме во некоја друга емисија понатаму за да ги презентираме овие. Се надам професор, ќе ви посакам убава работа и благодарам што го започнавте утрото заедно со нас. Благодарам.